Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Уште еднаш сакаме да поздравиме историската одлука на Собранието на Република Македонија, со која што беше испочитувана мнозинската волја на граѓаните за иднина во НАТО и Европската Унија и да ги повикаме сите пратеници да се приклучат кон тој процес. Гласот на 80 пратеници за отпочнување на уставните измени е глас за остварување на децениските стратешки интереси и глас против поделбите, изолацијата и неизвестноста. Сега Република Македонија е уште поблизу до процесот кон НАТО и Европската Унија. Создадени се услови за уште поголема поддршка во Собранието за патот по кој тргна Македонија, а тоа е спроведување на реформите и членство во НАТО и Европската Унија. Ги повикувам сите пратеници од Собранието на Република Македонија, особено оние кои не гласа во првата фаза од уставните измени, активно да се вклучат во процесот на дефинирање на нацрт амандманите со единствена цел – заедно да дојдеме до национално решение, до прифатливо решение кое ќе биде од национален интерес на Република Македонија и незините граѓани. Почитувани колеги пратеници, ајде заедно да ги поддржиме процесите за целосна имплементација на договорот од Преспа и заеднички да дадеме поддршка на сите неопходни реформи, да дадеме поддршка на помирувањето и обединувањето. Приклучете се, историјата ќе не вреднува сите нас. Обезбедуваме иднина за државата, идните генерации ќе бидат горди на сите нас. Сега е моментот со конкретни примери да придонесеме кон суштинско помирување и обединување, кој ќе тргне токму од тука, од Собранието, но ќе влие врз сите сегменти на општественото живење и ќе остави позитивен исход буквално насекаде. Како избраници на граѓаните, сите заедно да исполниме обврската, да продолжиме по процесот на реформи, што обезбедува развој, интеграција, независни институции и повисок животен стандард. Верувам дека поддршката за уставните измени и договорот од Преспа ќе расте и дека сите пратеници ќе се приклучат кон процесот кој што обезбедува европска иднина. Антизападното раководство на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски по собствен избор реши да остане изолирано, но пратениците од редовите на ВМРО-ДПМН имаат шанса да ги надминат поразените политики на Мицковски и ВМРО-ДПМН и да дадат шанса на процесите. Христијан Мицковски и антизападното раководство на ВМРО-ДПМН мора да се откажат од деструктивното делување кое што оди директно на штета на граѓаните и на Република Македонија. Македонија се помирува. Овие историски моменти повикуваат на надпартиско обединување за еднината на сите нас. 80 пратеници презеда одговорност и направија неповратен историски исчекор за еднината на земјата. Време е сите ние, сите пратеници, да го следат токму тој пример.